Добре дојдовте во Снайпер Елит. Немојте да се секирате, за време на снимање на ова видео ни една птица нема да биде повредена, а ако се задржите да го гледате видеото, ќе научите нешто околу снимањето на птици. Продолжете да гледате! Здраво на сите, јас сум Јаге Велијан, фотограф аматер, чија пасија се птиците и макрофотографијата на инсекти. Али во ова видео ќе се потрудиме да ви покажеме колку напор и труд е потребен да се вложи за да се фотографираат птици на отворено. Пред да се пристапи кон фотографирањето на птици, треба да се направат определени подготовки. Треба да се размисли околу локацијата, каде ќе се оди, кои птици можеме да ги очекуваме таму да бидат, кои од нив ќе бидат субјект на работата на таа сесија и согласно на тоа ние се припремаме за дента за сесија. Конкретно тука за Охрид, тоа може да бидат, например, денеска конкретно беа галеби. Чаплите, на жал, не ни се доближија, останаа сокриени на друга локација. Може да се очекуваат лиски, патки, така на барски кокошки и ред други водени птици. Еднаш кога ќе знаеме кои птици сакаме да ги сликаме, пристапуваме кон бирање на локацијата. Значи има определени локации кај што природно може да се најдат повеќе птици. Зависи од типот на обала, улив на река, вегетација, дали има некакво островче тука, трски, потопени дрва и така натаму. Сето тоа е важно, бидејќи таква побогата обала, условно речено, придонесува да има и поголем избор на храна за птиците. Независно дали тие се хранат со водена вегетација, дали се хранат со риби, со водоземци, школки и така натаму. Локацијата е све. Не само за концентрацијата на птици, него треба да размислуваме и фотографски дали ќе имаме услови за фотографирање на истите и дали ќе добиеме квалитетни фотографии. Значи мора да размислуваме на светлото. Може локацијата ако е за утринско фотографирање одлична, попладнена заради сонце, да не е добра. Треба да се размислува на позадината. Што ќе имаме ние позади птиците? Позади субјектот што го сликаме. Дали е пристапна за поставување на опремата? Дали ќе можеме да маневрираме со опремата во случај да птиците да не дојдат баш таму каде во тој правец каде што ние очекуваме дека ќе дојдат. Значи треба навистина на добра, сериозна припрема пред да се донесе конечна одлука за локацијата за сликање и откако ќе го направиме све ова, ние повторно можеме малце да им помогнеме на птиците да се одлучат да дојдат на локацијата која што нам ни одговара. Значи тука можеме да извршиме мало прихранување повторно во зависност од типот на птици што сакаме да ги сликаме. Значи можеме конкретно директно некаква храна за птици да фрлиме за тие што се движат по обалата. Друг тип на храна за тие што се хранат во плиткиот дел од водата. Ако сакаме да ловиме птици кои што се хранат со риби, можеме да фрлиме храна за да примамиме риби, да се зголеми бројот на риби тука во местото каде што сакаме да ги сликаме. Основата на успехот е само во добрата припрема и подготовка пред да се дојде на терен и да се започне со фотографирање. Значи, дел од опремата што се користи не е само очигледната троножец, фотоапарат и така натаму, туку треба малце да размислуваме и за тоа дека треба да бидеме релативно невидливи за нив, тоа е да се чувствуваат сигурни кога ќе дојдат за да можат да се заврши успешно сесијата. Значи треба да се размислува прво за боите што ќе се облечат. Пожелно е да се носат бои што приближно одговараат на локацијата од позадината и местото каде што ќе бидете наместени, значи зелена, кафеава, жолти нијанси, можеби некоја на неа и така натаму. Главната задача на овие бои и на маскирните шари е да разбијат силуетата на човекот, тоест на конкретниот случај на фотографот. Рацете треба да бидат покриени, пожелно е со, ја имам конкретно маскирни ракавици, повторно со некоја боја што нема да се приметуваат светлите моменти, тоест рацете, прстите. Треба да се внимава часовник доколку се има, доколку веќе не се симнува часовникот, да биде покриен, да нема некој одблесок од стаклената површина на часовникот. Косата да се покрие со марама, со нешто.
За лицето постојат посебни маски кои што може да се земат за да се покрие лицето, само очите да останат видливи и на крај, доколку сте во можност, маскирна мрежа за разбивање на фигурата и за птиците да се чувствуваат дека нема човечко присуство тука на локација. И нормално, откако ќе го направите се ова, треба бидете спремни неколку часа у неудобна положба да седите и да чекате и да молите и покрај сите подготовки што ги имате направено и какви год планови да имате да ви се посреќи и да начекате нешто интересно што ќе може да со добра подготовка да се круниса со добра фотографија или успешно видео. Значи, од опрема што ќе користиме, троножец, генерално карбонски, најтешкиот, најголемиот што можете да го користите. Тоа е многу битно, бидејќи кога се работи со телеобјективи со долги фокални должини, значи разговараме 400 мм натаму, мора да е све многу стабилно поставено, бидејќи тој тип на објективи ги потенцираат сите грешки во работата. Значи сите шанси за било какви вибрации, поместувања и така натаму мора да бидат сведени на минимум. Од глава користиме сега видео глава Manfrotto. Иако за овој тип на објективи се препорачуваат гимбал глави, али може да се користат и видео глави. Ја се одлучив за видео глава за полесна работа со видеот. Сега во овој момент е симната рачката за да се управува како за видео, бидејќи сме дојдени да фотографираме, али сосема задоволително може да ги заменат наменските гимбал глави за овој тип на објективи. Она со добро подесување на поставките за дампинг овозможуваат добра работа, прецизна со објективот. Исто така, може некој ќе запраша зашто не користиме болхет глави, заради моментот на потенцијално паѓање и превртување на објективот. Кај овие, дури да тргне надоле, поро е движењето, нема да дојде до оштетување на опремата. А верувајте, овој тип на опрема не ќе да ви се оштети, бидејќи отиде вториот бубрек. Апаратот е Nikon Z7, 45 мегапиксели, има сосема задоволителен аутофокус, може би има мали проблеми при снимање на побрзи субјекти, побрзи и поситни птици, али генерално сега за ова вамо каде што сме дојдени, каде што ќе работиме со релативно статични субјекти е повеќе од задоволително како функционира. Фајловите се исклучително добри, така да одличен апарат за ова сега како што ќе работиме. Уште една причина зашто користиме Z7, тој е фотоапарат со поголем број на мегапиксели, бидејќи ни овозможува да можеме да кропаме, да вадиме дело од сликата и да се задржи натаму задоволителен број на мегапиксели, поготово ако сакате да работите принтови. Освен Никонот Z7 користам уште едно тело, тоа е Nikon D500. Тој не е mirrorless, тоа е класичен SLR фотоапарат. Не го сакам прво затоа што е заради кроп факторот и заради аутофокус системот. Намената му е за снимање на животни и спортски настани и има на вистина перфектен аутофокус. И тој обично го користам за оние моменти каде што се гледаат малите недостатоци на аутофокусот на Z7-ката, како што спомнав, мали и брзи птици како што се на пример водомарот. D500-ката е веќе во состојба него да го следи и во лет, и во пикирање при лов на риби и така натаму. D500-ката исто така го користам заради кроп факторот и изголемувањето што тој го пружа, бидејќи автоматски 300 мм се претвараат во 450, а 700 мм се претвараат во 1000 мм. И со тоа можам уште повеќе да им се доближам на субјектите што ги сликам. И веројатно најинтересниот дел од целата работа тоа е самиот објектив. Ова е Sigminiот 500 мм f4 порт верзија со телеекстендер 1.4. Телеекстендерот го користиме за да се зголеми фокалната должина на објективот и на тој начин од 500 мм станува 700 со отворна бленда 5.6. 700 мм ни се потребни бидејќи птиците генерално се држат на поголеми растојанија од нас. Сега малце повеќе ќе зборуваме за објективот, значи се работи за 500 мм со отворна бленда f4.
Тоа е брз објектив, можува работи при малце послаби светлински услови, одлично двоење на субјектот од позадината, одличен бокех има, генерално овој тип на објективи придонесуваат на задавање на некој 3D ефект на самиот субјект што се слика и у суштина можам само сами суберлативи, не само за овој генерално за сите екзотични објективи од 400 мм нагоре, за сите важат овие генерални карактеристики. Сите се одлични, мислам нема тука збор. Малтене се магични во својата работа. Поларайзер мора да се користи, мислам. Генерално да исклучите оцијаите, да зголемите сатурацијата на боите и така натаму, така да топло препорачувам да користење на поларайзер, независно дали овој тип на објектив или зумови каде што имаат вообичаени поларайзери кои се монтираат испред предниот дел на објективот. Генерално тоа би било све до премата. Има уште, али мислам дека тоа е доволно. Како прво да му се заблагодарам на мојот пријател Велијан, кој што издвои време и дојде овдека да ни покаже што значи да се фотографираат птиците со навистина озбилна опрема. Се надевам дека со ова видео научивте нешто, разбравте колку е тешко да се фотографираат птиците во дивина и поуживавте. Земајте фотоапарати и одете сликајте, независно што и да е. Без да работите оваа работа постојано секој ден, нема ништо да испадне на крај. И вредеше тоа што станавме во 5 сат, во 5:30 бевме тука, ни се чудеа ловџиите, пумпашите и рибарите што прават овие. Меѓутоа супер си поминавме, времето е прекрасно. Кликнете лайк, сабскрајб, споделете и пратете не, стално ќе има нешто нови пријатели на фотографијата, ќе научите нешто ново, ќе промовираме нешто ново. Се гледаме во следното видео. Тоа би било тоа, да.